Светот ја препознава Република Македонија како земја на развојот. Сите држави, пријатели на Република Македонија, сакаат да ја видат нашата земја во друштвото на стабилните, демократските и развиените држави. Отворени се вратите за соработка на Република Македонија со земјите од светот. Ја имавме потребната поддршка за остварување на нашите државно евроатлантски цели, што ќе обезбедат достоинствен живот на граѓаните на Република Македонија. Земјите членки на Европската унија и НАТО и нашите соседи од регионот ги поздравуваат позитивните и демократските реформи, инклузивните политики и политиките на отворени врати, што ги започна владата на Република Македонија. Во Македонија се гледа како земја на стабилност и напредок на регионот. На економски план, голем број светски компании и држави ја гледаат Република Македонија како кредибилен партнер за соработка. Има голем интерес од диаспората да помогне и да се вклучи во напредокот на државата. Останува на нас, заедно, како и досега, обединето, како и досега, да ги завршиме започнатите реформи во планот 369, на кој што се обврзавме и да продолжиме да ги продлабочуваме добрососедските односи и регионалната соработка. Шансите за перспективи, за нови работни места за младите, за економски развој, за евроатлантски иднини ни се на дланка. Од нас зависи, почитувани граѓани. Ова се оценките со кои што се вративме од Њујорк, јас и владината делегација што беше со мене, министрите за надворешни работи Никола Димитров и за диаспора Едмонд Адеми, како и моите советници и соработници. Како што знаете, имав чест изминатата недела да ја представувам Република Македонија како шеф на државната делегација на генералната дебата на 72-то Генерално собрание на Обединетите нации во Њујорк. Генералното собрание на Обединетите нации беше одлична шанса да земеме учество во глобалните дискусии на теми што се заеднички со сите народи и не засегаат сите и да ги искажеме позициите на Република Македонија. Дека Македонија е и останува на страната на мирот и партнер во акциите за мир и стабилност, против производството и употребата на нуклеарно оружје и оружје за масовно уништување, за мирно решавање на конфликтите, како и за заштита на животната средина и заштита при природни катастрофи. Ова беа темите на кои што беше фокусирана дебатата на земјите од светот во Генералното собрание на Обединетите нации. Изминатите неколку дена во Њујорк остваривме повеќе од 30 средби на високо политичко ниво со светски лидери и делегации од други држави, со високи представници на меѓународни организации, со бизнисмени и со представници на нашата диаспора. Имавме средби со генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш, со претседателот на Генералното собрание на Обединетите нации Мирослав Лајчак, со комесарот на Европската комисија за добрососедски односи и проширување Јоханес Хан, со заменик помошникот на државниот секретар на Стејт департментот Брајан Хојтји, средби со премиерите на Белгија, Холандија, Норвешка, Малта, со министерот за надворешни работи на Германија Зигмунд Габриел, со заменик премиерот на Виетнам, со висока делегација на Либералната интернационала и неколку други средби. Евроатлантските перспективи на Македонија во сите средби беа во фокус на разговорите. Светот и честита на Македонија за мирната разврска на политичката криза и за поставувањето на државата на демократскиот пат.